Физкултурец и поранешен директор на градинка ќе биде нов директор на Центарот за култура Антон Панов во Струмица. Иако на огласот аплицирали уште двајца работници од областа на културата, изборот паднал токму на него, со образложение дека поднел најдобра програма за работа. Физкултурецот успеа да победи актерка со 30 годишно искуство и културен менаџер со мастер студии на УНЕСКО катедрата при Универзитетот за уметности во Белград. Во решението што кандидатката Јасминка Пијанманова вчера го добила од Министерството пишува дека одбиена поради тоа што не доставила документ за познавање на англиски јазик, иако на низината диплома јасно пишува дека студирањето се одвивало на француски и англиски, што е доказ дека има врвни познавања од странски јазик. Менаџерот со диплома од катедрата на УНЕСКО прашува како е можно да се избира директор без да се направи интервју со кандидатите. Поставениот човек и не општествено-културен работник, бидејќи во самиот оглас пишуваше тој да биде докажен од областа на културата. Овој човек никогаш и никаде не бил присутен и не правил културни настани за ние да го знаеме. Јавноста го знае како директор на јавна институција од областа на труд и социјални политики, тоа се детските градинки, и не знам колку тој е релевантен да биде начело на една таква институција. И од синдикалната организација на Центарот за култура се изненадени од изборот на новиот директор. Велат дека неговото назначување се коси и со статутот на институцијата и со огласот. Тој нема познавање од културна политика, ниту пак некогаш бил културен работник, иако во огласот јасно пишува дека кандидатот треба да има минимум 5 години работно искуство во културата и да достави доказ дека во јавноста е познат како општествен и културен работник. Назначувањето на несоодветна личност ќе биде погубна и за театарот и за Домот на културата во Струмица, објаснува првата синдикалка Оливера Аризанова, која истовремено беше и кандидат за директор. На прашањето дали е можно физкултурец да биде директор на театар и Дом на култура, побаравме одговори од ресорното министерство. Иако ветија, до овие вести не добивме никаков коментар. Кандидатите најавија дека размислуваат да го обжалат огласот.